Европскиот пазар е најкомплексен во светот, но сепак сите марки сакаат да бидат присутни, дури и американските, со сета своја гломазност како што е RAM. Новиот електричен кросовер е најмалиот модел на Volvo, доаѓа со 2 опции на батерии и забрзува до 100 за 3,6 секунди. Тесла ќе гради фабрика за батерии во Шпанија, а Lexus со 2 нови модели ја продолжува офанзивата на глобалната сцена. Добре дојдовте во новата премиера на Автомагазин. Американскиот специјалист за пикапи направи нов потек за да направи пробив на европскиот пазар. Моделите на RAM се големи и имаат масивни мотори, што за стариот континент не е најпогодна комбинација. Затоа моделот RAM 1500 доби нов, помал мотор. Станува збор за 3,6 литрениот V6 Pentastar засилен со благ хибриден систем и торк. Моќниот мотор кој испорачува 305 конски сили и 364 Нм вртежен момент нуди значителни придобивки за економичноста поради благиот 48 волтен хибриден систем. Во техничката спецификација се тврди дека економичноста е за 19% подобрена во однос на досега единствениот понуден 5,7 литрениот V8 Hemi мотор. Дали тоа ќе биде аргумент за зголемувањето на продажбата, ќе покаже времето. Да ни кажеше некој дека пред 7-8 години ќе го направевме будала, ама ете дојде и тој ден. Продажбата на електрични автомобили ги надмина дизелите. Ако нивното учество во 2017 година беше цврсти 47,5%, сега падна на скромни 14,7%. Истовремено, продажбата на електрични, хибридни и во многу мал број возила на природен газ толку нарасна според податоците на АЦЕА, кои опфаќаат 30 на европски земји, на повидок е нова целосна доминација. Секако се зависи од степенот на економската развиеност на поединечните земји, но трендот е јасен. За кратко време бројките толку ќе се акумулираат што ќе зборуваме за еден друг автомобилски свет во кој царува електриката. Секоја анализа ќе докаже дека една од причините за тоа се дебелите државни субвенции кои ние се уште ги немаме, но не е само тоа. Според Европската асоциација на автомобилски производители од почетокот на годината во земјите што тие ги покриваат, со статистиката се продадени 560.000 чисти електрични возила за разлика од дизелите кои освоија за 10.000 помалку купувачи. Безиците се уште добро ќе се држат бидејќи мора да останат на пазарот, барем уште цела деценија. Како стојат работите, тие порано ќе го напуштат приматот, но вистинското прашање е каде сме ние. За жал, одговорот на него нема да ни се допадне. Тесла незапирливо продолжува со експлоатацијата на својата производствена мрежа. Покрај веќе познатите планови за нови гигафабрики во Индија и Мексико, сега се појавија вести дека на мета е и Шпанија.
Имено заради силното противење на екологистите во германската фабрика нема да се произведуваат батериите за електричните автомобили. Од друга страна пак шпанската влада уште реши да ги искористи европските фондови наменети за закрепнување од ковид пандемијата за да ја трансформира својата автомобилска индустрија за електричните времења. Како резултат на тоа, Volkswagen групацијата се реши да инвестира токму во Шпанија, а сега и Тесла е на чекор да го стори тоа. Според филтрираните информации од Шпанија, кои се покриени со велот на деловната тајна, неименуван производител на електрични возила сака во околината на Валенсија да изгради фабрика за која инвестициите ќе изнесуваат 4,5 милиарди евра. Според други независни извори, Илон Маск тајно веќе ја посетил локацијата за новата гигафабрика и ја одобрил, со што е дадено зелено светло за почетокот на преговорите со локалните власти за незината изградба. Што ќе испадне од сето ова, се уште е рано да се прогнозира, но плановите на Тесла се низ светот да има 10 до 12 гигафабрики кои би произведувале дури 20 милиони автомобили годишно. Официјално, според шпанската влада, 10 компании од автомобилската индустрија се заинтересирани за производство на електрични возила и батерии и се очекуваат инвестиции во висина од 24 милиарди евра. Покрај разочарувањето со начинот на кој компанијата се справи со предизвиците низ кои помина во последните 2 децении, фановите на Алфа Ромео стануваат едни од најверните во светот. Затоа и миланската марка реши да ги вклучи во именувањето на својот најнов модел, поставувајќи им едноставно прашање: како сакате да се вика идното спортско урбано возило на италијанскиот бренд? Иако официјално ништо не е познато, за него многу се знае. Ке биде варијанта на Jeep Avenger и ке се произведува во Полска. Во гамата ке се позиционира најниско, покривајќи го пазарниот простор што некогаш го заземаше Мито. Доделувајќи му улога на револуционер, Алфа Ромео, согласно репутацијата што ја има, планира со него да ја испише нови правила за овој сегмент. Тоа значи дека ќе биде доволно различен од своите братучети од другите марки што ги покриваат Stellantis, за со почит да го носи амблемот на змијата. Амбициите не се тајна, атрактивен изглед, спортски гени и перформанси кои предизвикуваат незаборавни емоции. Се уште е рано да се споделат било какви конкретни податоци, но јасно е дека идниот мал кросовер, како и да се вика, ќе биде автентичен Алфа Ромео, позициониран на врвот од својот сегмент. Според плановите треба да дебитира во првата половина на 2024 година. За него досега се зборуваше дека ќе се вика Бренеро, според истоимениот планински превој, но тоа сега веќе е исклучено, освен ако фановите не се решат токму за таа ознака. Мицубиши после 10 години абстинирање го врати Колт на европскиот пазар, но водејќи се според идејата зошто да биде комплицирано кога може едноставно, тој сега не е ништо друго освен ребрендирана верзија на Рено Клио. Зошто е така, добро знаеме. Развојот на нов автомобил е доста долг и скап. Целиот процес од предпланирањето до почетокот на сериозно производство чини стотици милиони, а понекогаш и повеќе од милиарда долари или евра и ќе трае меѓу 4 и 6 години. Додека се исплати, сето тоа ќе помине уште долго време, под услов продажбата да е во рамките на очекувањата. А Мицубиши никогаш не можел да се пофали со силни бројки на европскиот пазар.
Colt беше еден од поуспешните модели и во најдобрите времења стигна до 70.000 купувачи годишно. Затоа и разликите меѓу неговата нова генерација и францускиот донатор се само кај маската, предниот браник и ретровизорите. Интериерот со исклучок на амблемот е идентичен, а слично е и опремата која е на располагање. Механичката понуда ќе стартува од 1-литарскиот трицилиндричен бензинец со 66 во атмосферската и 90 конски сили во турбоверзијата. Дизелите ги нема во комбинацијата, а на врвот од понудата е 1,6 литарскиот хибрид со 141 конска сила. Производството ќе му започне есенва во фабриката на Ојак Рено во Турција, а за цените нема никаква најави. Треба да се знае и дека Клио во оваа генерација ќе издржи уште 3, максимум 4 години на пазарот, а што ќе биде после не може да се претпостави. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Метрополис, број 1 радиомрежа. Малиот но моќен EX30 не само што ќе биде најпристапниот модел на марката, тој ќе биде и најбрз. Оваа комбинација е една од причините зошто менеджментот на Volvo е уверен дека овој модел ќе има клучна улога во остварувањето на планот до 2025 година да се достигне производство на 1,2 милиони возила годишно, од кои половината да бидат потполно електрични. EX30 е најмалиот и најевтин кросовер на Volvo. Од друга страна, тој има најдобро забрзување благодарение на фантастичните 3,6 секунди до 100 км на час. Судејќи според изгледот не е жртвувано ништо во поглед на дизајнот, може би е дури и најсимпатичниот модел што го произведуваат швеѓаните. Силна страна на скандинавскиот дизајн е едноставноста и рационализмот. Volvo го дизајнираше EX30 за да ги минимизира трошоците без да го жртвува врвниот квалитет. Наместо да се одзема трошоците од интерактивните површини и материјали, намалени се трошоците од електрониката и технологијата со тоа што се поедноставени и поефикасни. Така, звучниците на предната врата се во форма на лента за звук под шофершајбната и преместени се прекинувачите на прозорците на централната конзола. Тоа го зголеми капацитетот за складирање во вратите. Volvo се откажа од класичниот кластер на инструменти пред возачот и ги премести критичните информации за возење на 12,3-инчниот инфозабавен екран. На ова се надоврзувал изгачкиот систем на централната конзола. Во него сега можат да се сместат предмети со различна големина, како чанта или паметен телефон.
Овие остварувања ја зголемуваат ергономијата во внатрешноста и задоволството на престојот во кабината. Иако е со компактни димензии, EX30 нуди полн простор за 4 патници. Тоа е добиено од подвозјето, превземено од новиот Smart број 1. На меѓускиното растојание од 2650 мм, каросеријата на EX30 од браник до браник се растегнува на 4233 мм, што е за добри 19 см пократко од XC40. Но ако веќе правиме споредба, тогаш неминовно е да забележиме дека EX30 ќе биде многу поевтин. Како што е најавено, базичната изведба во Европската Унија ќе се продава за 36.000 евра. Тоа е изведбата плюс со мотор поставен на задната оска, силен 200 kW. Со оглед на неговата цена обезбедува изненадувачки перформанси. Спринтот до 100 го совладува за 5,7 секунди, а батеријата од 54 kWh може да покрие до 344 km според WLTP и да се полни од 10 до 80% за 28 минути. Купувачите кои сакаат да имаат поголема автономија може да ја добијат за 41.000 евра со батерија од 69 kWh, кои ги подобрува перформансите, опсегот и времето на полнење. EX30 Twin Motor Performance е најсилната и најскапата верзија и чини околу 45.000 евра. Таа има погон на ситве тркала со вкупна сила од 422 конјски сили. Батеријата од 69 kWh напојува два мотори, 154 конјски сили на предната и 268 конјски сили на задната оска. Поради двата мотори, опсегот е намален на 460 km, што љубителите на перформансите нема да го земат како недостаток. EX30 ќе биде првиот модел на Volvo кој нуди предупредување за отворење на вратите, предупредувајќи ги луѓето во автомобилот преку визуелни и аудио знаци дека во опсекот е велосипедист или друг учесник во сообраќајот што поминува. Системот ќе биде дел од стандардната безбедносна опрема на EX30. Следната година Volvo ќе му донесе поцврст изглед на EX30 со подигната крос-кантри варијанта. Производството ќе се одвива во Кина, во фабриката на Гили, каде се прави и електричниот Smart број 1. Од Минхен задуваа некои нови ветришта, до душа некај нас. Раководството на BMW во сегментот кој покрива мали луксузни градски автомобили препозна одлична прилика. Според баварците, овој пазарен простор практично е нов и сосема необработен од страна на производителите. Според нивните размислувања, луксузот не се представува само низ големината, туку и преку други нешта и ваквите возила би биле привлечни за богатите клиенти. Оваа идеја воопшто не е нова. Германскиот премиум производител уште пред 3 децении го испита пулсот на јавноста со два вакви концепти. Од денешен аспект интересно е дека првиот со ознака E1 беше направен во два примероци, еден со електричен, а друг со хибриден погон. Вториот пак кој беше представен под ознаката Z13 има мотор сместен назад. Сепак, иако заинтригираа, тие останаа запишани во историјата само како експеримент. Но, времињата се сменија и сега во игра се големиот број милионери во светот. Најмногу потенцијални кандидати за купување нешто мало и скапо се среќаваат во Кина, каде звучното име, подкрепено со техника, носи моќен статусен символ. Ке биде интересно да се слушне што на ова ќе кажат нивните ривали од Мерцедес кои слично нешто преживеа со Смарт. Прославувањето на својот 75-ти роден ден Порше го круниса со концепт на хиперавтомобил што можеби ќе ја смени играта. На самиот почеток компанијата основена од Фердинанд Порше покажа дека ќе биде нешто посебно, нешто што ќе ја смени перцепцијата за автомобилите. Тоа и се случи. На прославата на својот 75-ти роден ден Порше ја покажа својата визија за иднината на своите креации.
Mission X блесна во сиот сјај што може да го произведе неговото величество автомобилот, покажувајќи дека и следните 75 години ќе бидат исполнети со подеднаква возбуда и уште посилни перформанси извлечени од современата технологија. Но пред да се препуштиме на техничките шпекулации, бидејќи не се откриени многу детали за погонот, треба да се восхитуваме на скулптуралната појава на Mission X. Поставен на миѓоскино растојание, речисти идентично на 918 Spider, има карбонска каросерија и, како што е најавено од куќата, двојно поголем потисок на каросеријата од 911 GT3 RS. Овие податоци се од голема важност, бидејќи во приказната се вклучени две легенди на Порше. Пред 10 години 918 Spider беше еден од трите нови хиперавтомобили кои докажаа дека електрификацијата не е само посветена на екологијата. Тоа е првиот автомобил хомологиран за секојдневна употреба што го помина Нордшлајфе на Нурбургринг за помалку од 7 минути. Mission X е пократок, но поширок и повисок од рекордерот. Визуелно тоа е многу различен автомобил со многу фасцинантни дизајнерски елементи. Највпечатливите од нив се големата лесна купола што се протега над кабината и вратите во стилот на возило од серијата Le Mans, со вистински стил на хиперавтомобил. За сега официјално е само концепт, но повеќе од јасно е дека во следните години тој ќе биде една од гордостите во гаражите на хипербогатите колекционери. Првиот аргумент на Porsche Mission X е дека има повеќе од 1700 кг потисок при брзина од 285 км на час, а другата е да поседувате сооднос на сила тежина од приближно 1 конјска сила на килограм тежина. Се нагаѓа дека ќе има 1521 конјска сила. Ако е така, тогаш би бил тежок неверојатни за електричен хиперавтомобил само 1521 кг. Во внатрешноста поставени се школкасти седишта изработени од јаглерод со различни бои за возачот и за совозачот. Колку да се знае, кој коси, кој вода носи. Има повеќе камери за снимање на акцијата. Не е познато колку електрични мотори ќе има, но јасно е дека батеријата ќе биде сместена зад седиштата, исто како и во најавениот електричен 718 Cayman. Porsche откри дека електричната архитектура од 900 волти ќе му овозможи да се полни двојно побрзо од сегашниот Porsche Taycan, кој е еден од електричните возила со најбрзо полнење во светот. За автономијата нема нагаѓања, ќе треба да се почека кога убавиот сон ќе стане јаве. За легендарната 24-часовна трка на Le Mans се раскажани многу приказни, но една останува во сенката на историјата. Таа започнува во 80-тите години од минатиот век, кога Mazda сакаше да ги докаже предностите на ванкел технологијата. Во тоа време, јапонскиот производител немаше значајни настапи во автомобилските трки, но инженерите на Mazda беа убедени дека ротационите мотори ќе успеат на едно вакво важно надпреварување како што е 24 часа Le Mans. Предностите тие ги гледаа во помалата тежина и подобриот неизин распоред, но и во поголемата специфична силина, што и не е толку битна за ваков тип надпреварување. Истовремено беа убедени дека ги имаат надминато недостатоците во поглед на слабата издржливост и големата потрошувачка што всушност сакаа и да докажат. На почетокот нивните обиди беа повеќе од бледи. Се редаа годините и надпреварувањата, а разни верзии на нивните тркачки болиди едва и некој да ги забележуваше. Но Mazda веруваше во својата технологија и клучниот момент се случи во 8-миот обид да се покори Le Mans во 1991 година, кога настапија со болидот 787B. Тој беше само еволуција од претходните, но имаше неколку битни измени. Подобра аеродинамика, повисок вртежен момент, каросерија од кевлар и пластика и можеби најважното што беше доразвиен во Велика Британија.
Трите болиди на Мазда се наредија на 19-та, 23-та и 30-та стартна позиција, што не ветуваше многу. Но, со текот на трката се покажаа подобри од германската конкуренција и откако еден по еден другите се откажаа, болидот што го возеше Џони Херберт се најде на лидерското место. Така Мазда стана прв јапонски и единствен производител кој со ротационен мотор успеал да го освои Леман. CVO Street Glide и CVO Road Glide се моделите на иконата на две тркала со најголема зафатнина на моторот досега. Харли Дейвидсон за својот 125 роден ден, кого ќе го прослави идната недела за европските љубители во Будимпешта, покажува дека е способен на најдобар начин да ги обедини традицијата и модерното. Моторот Milwaukee 8 VVT 121 е двигателот на новите два крстосувачи на Харли Дейвидсон. Неговите два цилиндри во V формација по 45 степени имаат зафатнина од 1977 кубни сантиметри, променлива контрола на вентилите и нов систем за ладење. Од него излегуваат 117 конски сили и 183 ньютон метри вртежен момент. Новите модели имаат оптимизирани облоги со интегрирани отвори за вентилација и препознатлив LED светла, во кои се интегрирани трепкачи. Предниот браник е многу тенок. Резервоарот собира 22,7 литри, а неговите горни рабови формираат визуелна линија со стандардните странични куфери. И покрај поголемиот мотор, CVO Street Glide и CVO Road Glide се полесни за 15 килограми од нивните претходници. За прв пат Харли Дейвидсон нуди 3 програмирани режими на возење – Road, Sport, Rain и можност за 2 поставки што може индивидуално да се програмираат. Новиот 12,3 инчен TFT екран на допир во обоја ги заменува сите аналогни мерачи и повеќето механички прекинувачи. Дисплејот нуди 3 опции за приказ и е компатибилен со паметните телефони. Има зголемени прегради за складирање со USB-C конекција за мобилни уреди. Згоре на тоа вметнат аудио систем Rockford Fosgate од 500 вати со 4 звучници. CVO Street Glide и CVO Road Glide ке го имаат своето деби како дел од европската прослава по повод 120 годишнината на Харли Дейвидсон во Будимпешта од 22 до 26 јуни. Големи теренци превземени од Toyota, но дотерани на ниво кое го заслужува луксузната јапонска дивизија се новите адути на пазарот. Оној со ознаката GX е наменет за глобалниот пазар, додека моделот TX ќе биде привилегија само на американците. Lexus со нив покажува како се прави луксузна интерпретација на веќе зададена тема промовирана од најголемиот светски производител на возил. Lexus продолжи со моделската офанзива истовремено представувајќи уште два новитети. Поголемиот со ознака GX е трета генерација на моќниот теренец изворно лансиран во Америка. Сегашната верзија е базирана на Toyota Land Cruiser и од неа ги има наследено сите теренски својства. Поставен е на цврста шасија која му дава сериозна робусност и способност да се снајде во секакви услови. Во тоа ќе му помогне 3,4 литарскиот турбобензинец со 6 цилиндри кој може да се пофали со 349 коњи. Менувачот е 10 степен автоматски со редуктор, а погонот секако на сите 4 тркала. Lexus ветува дека на асфалт ќе може да повлече приколка тешка 3,6 тони и дека во 5 метри долгата и 2 метри широката каросерија ќе има доволно простор за сите 7 патници. Луксус секако нема да им недостасува, а во согласно со статусот што го има ќе биде и цената. Таа не е соопштена, но сигурно ќе биде повисока од $58,000,
колку што чини сегашната генерација. Споменатата бројка всушност е релативно пристапна кога ќе се види што Lexus GX може и има, заради што е баран и во земјите од Источна Европа и Блискиот Исток. Во Западна Европа тешко дека ќе дојде, иако за иднина е планирана хибридна 2,4 литарска верзија со засега непозната моќност. За разлика од него, Lexus го намени TX само за американците. Како основа послужи Toyota Grand Highlander, од кој е подолг за неколку сантиметри, растегнувајќи се на 5,16 метри. Тоа го прави најголем модел на марката, но поважно е што со него се најавува ново дизајнерско изразување кое во блиската иднина ќе го видиме и на други модели. Применетиот стил не е сосема нов, но за разлика од порано, предниот дел не изгледа така масивно. Ентериерот е луксузна изведба на оној од Grand Highlander, а оттаму се и моторите кои ги има. Понудата стартува со 2,4 литарскиот турбо со 275 конски сили, кои преку 8 степен автоматски менувач се пренесуваат само на предните или на сите 4 тркала. Следи неговата хибридна верзија со 366 расни грла и 2 степени во менувачот помалку, а на врвот е 3,5 литарската плагин изведба со 406 конски сили, која на струја може да помине 50 на километри. Ке се произведува во американската сојузна држава Индијана, а во продажните салони се очекува пред крајот на годинава со цена за 20% повисока од Toyota Grand Highlander. Денешните 30 на минути поминаа. Сепак сите желни за најновите вести и избиднувања од автомобилизмот може секојдневно да ја угасат својата жеп на нашиот сајт и YouTube канал Автомагазин. На телевизиските канали се гледаме следната сабота. До гледање.